Боки 13, кандидат за лидер на СДСМ, ке се справувал со криминалот во партијата, како што неофицијално дознава Плюс Инфо, судениот за рекет ќе биде противник на Зоран Заев на конгресот на 21 март. Се шпекулира дека мотото на кампањата што ќе ја води Бојан Јовановски ќе биде декриминализација на СДСМ. Веста за планот на Боки одекна како бомба во јавноста, но блиските околу него решија за сега да молчат. Алфа се обиде да добија став од луѓе блиски на Јовановски, но за сега молк, ниту потврда, но ниту демантна веста. Дека во редовите на СДСМ имало криминал, главниот во рекетот предупреди уште во судница, кога ја слушна првостепената пресуда за рекет. Боки 13 тогаш порача рекетираните пари во Македонија да ги бараме ке браќата Зоран и Вице Заеви. Јас овој ден ќе го прогласам као ден на политичката кампања во Македонија, донесовте политичка пресуда. Значи, односно пресудата можете да зборувате... Парите рекетирани во оваа Македонија барете кај Зоран и Вице Заеви, не кај Бојан Јовановски. Во однос на притворот, знам... Ако зборува по притворот, Премиерот Заев своевремено врши за близок на Боки 13, јавноста се изнагледа слики од нивни заеднички средби, дури и во премиерскиот кабинет, но сепак по белодовената на скандалот со рекетот, Заев го промени мислењето за довчерашниот пријател, па дури и почна јавно да го навредува. Секако дека нема да дозволам неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини ЛГБТ заедницата, еден педер, да симнат оваа влада од власт. Не. Дека има политички амбиции, Јовановски кажа уште во мај минатата година, во текот на судскиот процес за рекет, тврдеше дека целта му е да биде претседател на Македонија, кој ќе го надменел дури и Јосип Броз Тито. Би сакал судот да ми овозможи да имам право да испреќам соопштенија до јавноста, кои ќе ги пласирам преку вас и да не ме цензурирате. Јас со овој предмет немам забрана за вршење на каква било политичка дејност. Целта ми е сите политички малверзации во оваа држава да ги посведочам за да станам лидер на нова европска Македонија. Бојан Јовановски е првостепено осуден на 9 години за случајот рекет, а во моментов поради здравствени причини не ја издржува казната во затвор, односно се наоѓа во домашен притвор.